минатата недела разговарав со еден господин на телефон, кој што првото нешто што ме праша беше: "А сигурна си во ова што го кажуваш?" Еј, татко ти така мисли? Тука имам двојна. Значи, веќе кога зборуваме за така наречена дискриминација, тука еве еден двоен пример, значи. Често пати се соочувам со такви работи. Јас обично се обидувам тие работи со своето однесување на тој кој што така се наметнува, да му покажам дека едноставно не го прифаќам тоа. И воопшто не сакам да навлегувам во тие дискусии. Не затоа што се плашам од соговорникот, туку зашто сметам дека не треба да му дадеш простор воопшто такви тврдења да изнесува. За мене е авторитет поврзан со квалитет, а не е поврзан со тоа дали е жена или е маж, дали е возрасен или е помлад, и слично, дали е ќерка нечија или не е ничија. Апсолутно тоа никогаш не било битно за мене. И мислам дека колку повеќе луѓе се трудат така да работат на тоа да се надминат тие стереотипи и таа дискриминација која што се уште постои, за жал не само кај нас. Значи се имам соочено и во странство со такви, да речам, коментари и ситуации, побрзо едноставно ќе се надминат тие работи.